Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, возлюбени браќа и сестри во Христа, денес е првата недела од Великиот пост. Ден што црквата го нарекува торжество на православието. Замислете го овој збор торжество. Тој носи некаква тежина, некаква сила, нели? Не е обичен празник, не е само повод да запалиме свеќа и да си одиме дома. Не. Денес црквата не повикува да застанеме, да погледнеме наназад, но и да се загледаме во себе. Што славиме? И зошто токму сега, на почетокот од овој свет пост, ни се дава оваа тајна за размислување? Да почнеме со историјата, зашто во неа лежи клучот. Одиме во Цариград, во 842 година. Света Софија, тој величенствен храм, стои среде градот. Но нејзините ѕидови се голи, иконите што не поврзуваат со небото се откорнати, изгорени, уништени. Иконоборците, луѓе со тврди срца и слепи очи велат: Бог не може да се наслика, Бог е дух, невидлив, недостижен. Зад нив стојат императори, војски, закони. Целокупната моќ на овој свет е против иконите, против вистината. Звучи страшно, нели? Како да нема надеж. Но тогаш, среде тој мрак се појавува една жена. Царицата Теодора. Не е сама. Со неа е и патриархот Методий и неколкумина верни исповедници, луѓе кои се соочиле со опасност поради нивната ревност, посветеност и исповедањето на православната вера. Тие се малку на број, слаби, прогонети, а сепак против сета логика на овој свет тие победуваат. Иконите се враќаат во храмовите. На 11. март 842 година во Света Софија се пее повторно победна песна. Православието триумфира. И денес, браќа и сестри, кога Света Софија повторно е лишена од својата првобитна намена да се помолиме на Господа наш, Исуса Христа, повторно да се служи света божествена литургија во тој храм, во тој свет храм. Како што некогаш царицата Теодора и патриархот Методий не се откажаа од борбата, така и ние денес сме повикани да ја продолжиме таа света задача, со молитва, со вера, со надеж, дека Господ ќе благоволи да се исполни пророштвото на светите отци, во овој храм повторно да се прославува Неговото свето име на Отецот и Синот и Светиот Дух. Како е можно? Како неколкумина без оружје, без власт, го победуваат целиот свет? Ова не е обична приказна, браќа и сестри. Ова е тајна на верата. Ова е Божја сила што действува таму каде што човечката мудрост паѓа. И затоа денес не славиме само историја. Не станува збор само за некој настан од минатото. Ова торжество е живо во нас, во црквата, во секој што го слуша овој збор денес. Но да одиме подлабоко, зашто тука станува уште поинтересно. Ако мислиме дека иконоборството е мртво, дека останало закопано во 9 век, се лажеме. Погледнете околу себе.
Живееме во време кога иконите повторно се уништуваат. Не оние насликани на дрво и на ѕидовите од храмовите, туку оние во нашите души. Да, добро слушнавте. Секој од нас е икона создаден по образот и подобието Божјо. Тоа е тајната на нашето постоење. Ние сме живи икони на живиот Бог. Но што прави светот со нас? Ни шепоти: ти не си ништо посебно. Ти си само тело, случајност, прашина. Живеј за себе, за пари, за суета. И ние често му веруваме. Ги оставаме нашите души да бидат ограбени, нашите срца да бидат замолчени. Ова е вистинската интрига на денешниот ден. Битката од 842 година не завршила. Таа продолжува во тебе, во мене, во секој од нас. Иконоборците не се само оние од минатото, тие се во нас, во нашата гордост, во нашата мрзеливост, во нашето неверие. Великиот пост е време да се бориме против нив, да го земеме мечот на молитвата, штитот на постот, оклопот на смирението и да речеме: не, јас сум икона Божја и мојот живот ќе го посветам на Бога. Светите оци учат дека спасението, иако е божествен дар, не се добива лесно. Тие велат: спасението не е само подарок што паѓа од небото. Тоа е и борба, подвиг. Со оваа изјава тие нагласуваат дека верникот мора да се соочи со предизвици и да вложи сопствен напор за да го достигне спасението. Патот кон вечниот живот е исполнет со искушенија, а човекот треба активно да учествува во духовната борба, потпирајќи се на Божјата милост и помош. И денес црквата ни дава пример. Царицата Теодора не седела во палатата облечена во злато и порфир, чекајќи некој друг да ја заврши работата. Таа дејствувала. Патриархот Методий не молчел пред моќниците, иако можел да ја загуби и главата. Тие се бореле. А ние? Што правиме со нашите икони, оние во храмовите и оние во нашите срца? Замислете си го ова. Секој грев што го правиме е како да земеме чекан и да удираме по сопствената икона. Секоја лоша мисла, секој гневен збор, секоја себичност, сето тоа го гребе образот Божи во нас. Но, еве е убавината на Великиот пост. Бог не остава сами во таа борба. Тој ни дава сила да го исчистиме тој образ и да го обновиме, да го направиме, да блесне повторно. И токму затоа денес, во неделата на православието пееме: ова е верата апостолска, ова е верата на отците, ова е верата православна, ова е верата што го утврди светот. Но да не останеме само на зборови, ајде да си поставиме едно прашање. Прашање што може би ќе не вознемири, но затоа е и интригантно. Дали сме ние вистински православни? Не мислам на тоа дали доаѓаме во црква или дали знаеме молитви напамет, мислам на нешто подлабоко. Дали го живееме православието во нашите домови, во нашите зборови, во нашите дела? Зашто знаете, не е доволно само да се радуваме на победата на царицата Теодора, таа победа треба да стане и наша. Еве, една приказна од руските старци, за да не разбуди. Еден монах отишол кај својот старец и му рекол: Оче, сакам да бидам свет.
но не знам како. Старецот му одговорил: не треба да знаеш, чедо, треба да сакаш. Ако сакаш, Бог ќе ти покаже пат. И ете, браќа и сестри, тоа е тајната. Великиот пост не е за знаење, не е за правила, тој е за желба. За жед да го вратиме образот Божи во нас, да станеме икони што светат во овој темен свет. На крајот да се подсетиме на уште нешто важно. Зошто иконите се толку важни? Затоа што Бог самиот стана икона. Да, добро слушнавте. Кога Словото стана тело, кога Христос се роди во Витлеем, кога го распна на крстот, Бог се наслика во човечка природа. Тој стана видлив, допирлив, реален. И ако тој можел да го направи тоа за нас, тогаш и ние можеме да станеме негови икони во овој свет. Возлюбени, неделата на православието не е само празник за очите, таа е и повик за душата. Да го очистиме нашиот внатрешен храм, да ги вратиме иконите на нивното место, не само на ѕидовите, туку и во нашите мисли, зборови, дела. Да го земеме овој велик пост како меч и штит и да излеземе на бој не против другите, туку против гревот во нас, зашто на крајот торжеството на православието не е само во Цариград од 842 година. Тоа е во секој од нас, кога ќе го победиме мракот и ќе го пуштиме Христос да заблеска во нашите срца. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.